Месецов, вкупно 14 негователи од општините Василево и Ново Село ќе почнат да ги посетуваат домовите на стари и изнемоштени лица, за да им пружаат нега и помош. Кои се лица ќе добиваат нега, одлучуваат Центарот за социјални работи од Струмица, а негователите го чекаат списокот каде се ќе бидат ангажирани. Меѓу жените кои ја завршија обуката за негователи и ќе дава нега и помош на стари и изнемоштени лица е Николина Стојкова. Значи, кај нас луѓето, повеќето се во странство и сега се повеќе возрасни, мислам стари лица, што стварно им треба помош од лица како нас, што се обучени, што треба да им ја дават таа услуга на луѓето. Негователите ги добија сертификатите од Сравениот крст во рамките на проектот подобрување на социјалните услуги, што го имплементира Министерството за труд и социјална политика и Светска банка. Значи, првично е предвидено овие негователи да бидат ангажирани 2 години. Исто така, оваа услуга нуди исполнување на основните и инструментални активности во домот на корисниците. Во основни активности спаѓаат одржување на лична хигиена, помош во домот, внатрешна мобилност, а во инструменталните готвење, чистење, перење и така натаму. Општините Ново Село и Василево го поздравија проектот, бидејќи на нивна територија расте бројот на стари и изнемоштени лица. Мислам дека овој проект е од големо значење за општина Ново Село, бидејќи ние како општина Ново Село главно имаме стара популација, што мислам дека помошта од вас ќе биде многу од корист. Веќе трасираме еден правец на континуирана и професионална помош на граѓаните. Наша цел како општина е да прераснеме во средина која ќе нуди квалитетна заштита на граѓаните, а со тоа и подобрување на условите за живот. Работата на негователите ќе ја контролираат од Црвениот крст, Центарот за социјални работи, но и од општините. Тие ќе бидат ангажирани по 80 часа месечно, а за својот ангажман ќе добиваат по 190 денари саатница.